Воја Додевски е усамен човек на 68 годишна возраст кој е роден и пораснат во село Клечовце, Куманово. Работел како зидар, од ништо создава дом и за жал многу млад останува вдовец и самохран татко на 3 мали дечиња. Од денот кога го напушта сопругата за него, веќе животот добива друга димензија, многу потешка и многу посурова. Веќе освен да заработува, мора и да ги работи домашните работи, за да ја компензира за децата загубата на нивната мајка. Со труд и работа, тој успева сите синови да ги израсне и да им направи макар по една соба, но волката ја живее денес сам, усамен и далеко од најблиските, посебно од внуците кои многу му фалат. Дури на овие години, само за да издржи работи и се труди, што поради економски причини, бидејќи од социјалната помош му остануваат само 1500 денари за храна, но и за да ја победи осаменоста, бидејќи ако се затвори во 4 зида, сам вели ке си ја повика смртта. Војо е прескромен и иако посака да го стави своето срце на дланка, сепак се срами да побара помош, а и тоа како добро би му дошле апарати за домаќинство, зашто од смртта на сопругата рачно пере и готви на шпорет на дрва. Добар ден и добре дојдовте во најхуманата емисија на овие простори Срце на дланка. Моето име е Оливера. Сите вие кои живеете тешко, имате проблем од било каков тип, ве охрабрувам да се пријавите на Срце на дланка на 075-304-405 или пак на социјалните мрежи на Срце на дланка на Facebook, Instagram и Twitter. Се смета дека добрината не ги прави луѓето среќни, но и тоа како може да ги направи да живеат среќно. Денес треба да го покажеме токму тоа, да покажеме среќа и да ги направиме луѓето среќни кои ќе го стават своето срце на дланка. Многу тешко живее Никола од Скопје, кој што имал безгрижно детство. Денеска е млад човек, меѓутоа се бори со сериозна болест. Затоа го стави своето срце на дланка и побара помош од народот. Никола Георгиев е младо момче, матурант со големи планови во животот. Силно, позитивно и вредно, секој слободен момент го користи за да работи, за да не биде терет на домашните. Немал среќа да ги запознае своите родители, бидејќи татко му починал набрзо штом тој се родил, а мајка му го оставила, вели тој, и никогаш не прашала за него. Затоа, тој пораснал со баба му и дедо му во Црешево, кои го чуваат од негова 9-месечна возраст. Единственото богатство што го имаа дедо Лазо и баба Рада е Никола, за кого би дале се. Го растеле како свое дете во хармонично семејство и тој им е единствениот наследник. Иако се уште не ја прежалиле загубата од синот пред неколку месеци, добија нова вест која безгрижноста на овие луѓе ја замени со солзи и неспиени ноќи. Случајно на стоматолог дознаваат дека Никола е болен од сериозна ретка болест. Преку пријателка стапуваат во контакт со болница во Турција, која за поставување на точната дијагноза и почетно лекување бара над 100.000 евра. И додека секоја втора вечер ова младо момче се бори со сериозните болки, хуманиот народ несебично донира, но бидејќи лекувањето ќе трае долго и ќе чини многу, ставајќи ги во мирување сите идни планови, ова семејство одлучи да ги стегне забите во оваа тешка битка и да му помогнат на единственото чедо. Преку социјалните медиуми дознавме за младиот Никола Георгиев од село Црешево, Скопско. Денеска со екипата на Срце на дланка сме пред неговиот дом. Сакаме да дознаеме причината и неговата болест, но и целите за негово излекување. Затоа, денес ќе ве запознаеме со неговата животна историја. Добар ден. Никола, се запознаваме. И ми е многу драго што те гледам. Вака, јас сум Оливера од Срце на дланка, се слушнавме вчера. Дојдовме во твојот дом со цел да дознаеме твојата животна историја, твојата приказна,
Колку години имаш и со што се соочуваш во моментов? Јас сум Никола Ѓоргиев од село Црешево. Имам 19 години и сум во борба со рак на коски. Дознавме од социјалните мрежи за твојот проблем. Во моментов си матурант, во моментов те очекува убави работи. За жал мораше сето тоа да го стопираш и да го ставиш на стендбај, но си, како што гледам, и вака силен и борбен. Да, треба да се избориме до крај, ќе успееме и Кога ја диагностициравте оваа сериозна болест? пред отприлика околу 2-3 месеца дознав дека имам рак на коски и ја почнав борбата со ракот. Так, тука се лечиш во Македонија или? Да, во Македонија се лечам, али понеделник патувам во Турција. Во понеделник патуваш во Турција. Таму веќе излезени се и донациските бројчиња. Како ќе тече таму процедурата? Каков е планот? Па валјда ќе почнеме прво испитување вторник и со терапија во Турција. Так, колку е почетната сума што треба да се собере? Почетната сума е 111.000 евра. Како, случајно ли го дозна моментот со диагнозата? Што се случи? Имаше ли проблеми? Има проблеми со зъбите и со испитување дознавме дека имам рак на коски. Во моментов болки некој имаш ли? Во моментов не. Али се дешава и тоа. Ајде влезете, ќе седнеме, ќе... Да, ова е вашата семејна куќа? Да, Тука со кого живееш? Со баба и дедо. Родители немаш? Не. Татко ме починат, со мајка ме немам никаков контакт. Так. Гледам и пријателчиња, животинчиња, чуваш кутра? Домашни миленичиња. Тука го помина детството? Да, од тука сум роден во село Црешево. И понатака од тука и ќе до крај на животот би живеел. Тука и ќе се вратиш? Да, не би го менјал Црешево за ништо. Толку си среќен тука. Да. Како те чуваа баба и дедо? Предпоставувам добро. Одлично. Штом не би го менувал родното место. Овде е деневната соба. Ова ти се предпоставувам бабата и дедо ти? Да, баба и дедо, да. Добар ден. Добар ден. Јас сум Оливера. Јас сум бабата на Николче. Јас сум дедото на Никола Лазо и другарот. И другарот. Петце сме другари, да. И поддршката во И се, поддршката во предпоставувам. По све. И се гледаме албуми, колку баба. Гледаме, им си плачеме, им се смееме, се радуваме и тоа е. И така. Верувам дека пред вас е еден животен предизвик, една голема борба, тешка борба. Тешка. Ми кажа Никола дека ќе заминете за Турција, но дека... Да. Ако е здраве Боже, понеделник сабаре, одиме. Таму. Само со Господ напред, ќе успееме, оптимистички сите, само да узлекуваме. Никола има само 19 години, сираче од своји 9 месеци и затоа баба му и дедо му го чуваат циот живот. Татко му починал додека тој бил се уште бебе, а мајка му ќе каже тој се премажила и веќе никогаш не прашала за него. Темпераментен како мал, вреден и посветен на училиштето и работата како млад, Никола има планови по матурирањето годинава да замине во Малта на работа за да им помогне на баба му и дедо му и да им возврати за досегашната грижа. За жал, неубава вест за сериозноста на неговото здравје ќе се обиде да ги стопира неговите планови и да го прикова дома, борејќи се со непозната болест. И иако со болки е многу часови во денот, тој во ниеден миг не ја стимнува на смевката, што уште повеќе ја покажува големината и силата на ова младо момче. Тука роден, да. Тука си роден. Да, село Црешево. Велиш те изчуваа баба и дедо? Да, они двајца ми чува од малечок, од раѓање до сега. Раѓање до сега. Да, и сега понатека. Тоа се баба и дедо по твојот татко? Да, по татко ми страна. Татко ти? Татко ми е починат, со мајка ми немам никаков контакт. А твојот татко не се ни сеќаваш на него? Да, јас сум роден 2004 година, он е починат 2005 година, на мој 9 месеца. Бабата и дедото ти се се во животот. Да. И веројатно и ти даваат поддршка и ти многу Пред се најголема поддршка имам од нив двајцата, па од сите други. Од Пелен. И тоа у тешка ситуација, да ти кажам право.
тешка ситуација, пошто и синот ми почина. И он тука и би било многу тешко, да ти кажем искрено. Вие бевте и мајка и баба во исто време? Да, да. Мајка му си отиде, госта и не се врати више назад. Не е лесно ти на 45 години да чуваш, ја толку имав тогаш 45 години, не е лесно да чуваш дете и да одиш по гробишта. Мислам, знаеш ти како е нашата вера, како е. Можеш да идеш на гроб, секоја недела ова, она. Он се со мене ишол, се со мене сум го водела. Он вистината не ја знаеше прво и после таму почна по село да зборат ова она и он сам ја дозна вистината. Јас сакав да му кажам дека ќе ја потпорасте малце за да знае. За да знае. Ама и доаѓа дома ми праша баба вистина ли е тоа со татко ми што се десло, викам да, вистина е. Па ти толку време криеш од мене. Абе сине, ја не сакам да те замарам со тоа. Ја ќе ти кажев, ама кој ќе требаше да ти кажем, а ти сега уште си мал. Сигурно не го чувствувате како внук, туку како собствено дете? Да, само што не сме го родили. Само што тоа? Да. Затоа што татко му почина, он немаше непуна година дена. Мајка му се е премажена, како што знам, со друга фамилија, нека и со среќа. Ние, ово дето, затоа што синот ти беше единец, друго дете немаме ние, и ние си го прифативе. Основно школу и наставничката и вика, ајде деца ќе пишуваме за 8 март, ден на мајките. Сите пишуват, Никола седи, тоа што спорови на неговата наставничка. И го гледам, вика, дето си седе смирено, силно, Никола, зашто не пишуваш? Па вика, наставничка, ја немам мајка. Како бе, вика, имаш баба? Све течеше онака како што планиравме. Заеднички, не да го фалам што ми е внук, него и ден денес он е примерен. Значи, не бара оно што го немаме. Не бара. Значи, функционираме како што треба, како една фамилија. У секој момент он знае дека јас сум му пред најдобриот другар, па после сам му дедо по крв. И увек така ќе останеме. Јас си реков, ќе си го земам дето, ќе си го чувам и си го изчува, бе, 19 години, ама сега ова што се деси, ова ме веќе, да кажем, право капак ми дојде. Дружба со другари, со деца. Завршив основно училиште на Омохридски Црешево и сега сум средно училиште во Михајло Пупин. 4-та година, да матурант, али поради лекување во странство треба да идам во Турција. Малку го баталив школото. Плановите ни беа да го заврши школото, да се вработи и јас сум му рекол, значи нема повеќе да работам. Пензија колку толку ќе биде таа. Ама е веспна. Шок. Никакви проблеми у школу и фала на Михајло Пупин. Он веќе втор месец не е на школа. Ослободен буквално од школото. Да се посвети на здравието. Али вика, и од таму подршка имаме голема, ќе се заврши школа. Кога тогаш? Место да се радува матурска, место да шета, да си најде работа, да се запосли, сега глед што се деси. Да ти кажам искрено од душа, ја уште татко ме сум го пожалела. Уште. И ова ми дојде капак на се. Имав планови за странство, за работа во странство. Требаше да заминам во Малта, али сега ради ситуацијава, здравие ќе биде и тоа за некоја година. Плановите ми се прекина, не само тие планови, имав многу други планови општо. Речи го некои мои размислувања, али здравие пред се да завршиме со лекувањето, па понатака ќе биде све ќе си дојде само по себе. Почнав со болки во кичмата и пиев највише кетонал за кичмата. Но мислејќи дека тоа ти е од работата, бидејќи физички мислејќи дека од работата ми најде уствари прво дископатија на кичма. Али дископатијата, како што знаеме,
тие дископатија, реуматија, други болести и така понатака не сум многу запознаен со тие работи. Не се лекуваат баш лесно и не се толку страшни болести. И ја замарив тука работата. А што работиш, нели, кога си Работев фасада, гипс, картон, градеж немам работено. И пред се дома сум сам мајстор, дома си работам, сите физички работи дома сам си ги работам. Премногу си млад за толку да бидеш амбициозен, меѓутоа сигурно сакаш Да, сакам да научам од се по нешто. И да знам еден ден било што да биде, да си направам, да си изработам сам свој мајстор. Диагнозата почна на забите да ми паѓаат, али ви кажав дека многу сме марливи за тие работи. И помислив дека ние во фамилија имаме генетски парадентоза. Помислив дека е парадентоза. Дедо ми дека е шофер, ме донесе од Бугарија апчиња за парадентоза. Испив една кутија. А меѓувремено он речи го местеше заби, вилици. И отидов со него да види забарката. Направив снимка. На снимката се покажа дека е циста, нека обична. На максимофацијална хирургија правев 3D снимка на врат, глава и вилица и видовме дека коската на вилицата тука што се, на забите дека е стопена. Само напред дека имам коска. Кога искочи снимката, докторот рече дека луѓе на 90 години доаѓаат со таква вилица. Дали има година, не знам, почнувам се рескат од забите. Ајде, тие активни парадентози, не знам како се викаат тие болести, на крај кога отидовме кај матичен заболекар, да му вади заб, вика не. Школазо вика, ја забот нема да му го вадам, сумњам на нешто. Тоа беше почетокот, значи пред 2,5 месеца. на кошмарот ваш. На кошмарот. Од таму ме пратија на хематологија, направив крвна слика, али таква е болеста подмукла што нигдека не може да ја покаже. Крвната слика беше солидна. Се вратив назад на максимофацијална хирургија преку биопсија. Дознавме дека е рак на коски. И од таму ме пратија на PET скен. Од кога добив резултатот од PET скен, видовме дека е проширена на многу места од телото. Не знам точно сега, јас знам дека е глава, раменици, бут и кичма, толку ми кажа докторот. И почнав со терапија тука кај нас. Не праќат на хематологија, од таму ни кажуват, вика не е могуче, вика дете на 19 години, на тоа што го сумњат другите. Правевме биопсија. Биопсијата откри, буквално са и се уште, значи ние се уште кај нас се лечевме со болест што не ја знаеме. Дали е рак на коски или е рак на коски на срж. Мене кој ми соопштија, ја бев со него, он отиде да го земе пескенот кај Жан Митер таму, а ја го чекав у болница и кога дојде, кога го донесе и докторот стоеше таму, мислам пушеше цигара и дај Николче да видам што е тоа. И кога кажува рак на коски и ја да ти кажем право, не сум знаела кај сум била и сум ја бутнала една жена. И Николче трчи по мене, чекај бабо, чекај, вика, жената ја бутна. Која жена бре, викам, ја ништо не гледам пред себе. Се дешава навечер у 4 саат идам на дежурен на речува за да ме смират болки во нозе. Башка неспиење. Пред да почнам со терапија сум немал проблеми со притисок, со шекер, со такви работи. Сега притисок, шекер. На баба и на дедо пред се они беа толку смирени, стабилни, што прво мене почна да ме тешат. Ја 2 дена, 3 се повлеков малку на страна да размислам што како, али на крај одлучив дека ќе се избориме до крај. Може би во овој момент да беше барем твој татко, може би ќе беше се поинако. Па може би ќе беше се поинако, али животот е таков што мора да го живееме и
да се избориме со све, да не се предаваме. Мора да се бориме до крај и мора да успееме. Немав памет у глава, не знам што да правам, не знам кај да одам, едноставно. Беше толку тешко што кога паднав и седам на клупа и плачам, никој чека што плачеш сега. Синко, јас сам те чувала 19 години тебе и сега ова да ти деси. За мене не е лесно. Ја ни ноќе спием, ни дење. Јас што спием ноќе спием се по 10 милиграма дизапам пием. По 10. И тоа не ме смирува. Ќе преспиеме на парти и кога ќе станам, седам тука на масата. Во секое зло има добро, ќе кажат старите, а доброто кај ова семејство е што преку пријатели тие дознаваат за болница во Турција, која дава добри прогнози за престојното лекување на Никола, кое само на почетокот би чинело над 100.000 евра и би било долгорочно. А уште подобро е што народот по кој знае кој пат, посебно кога станува збор за млад живот, несебично од себе го дели и последниот денар, само тој живот да го спаси. Затоа Никола и неговото семејство е преблагодарно и ги отвара вратите за секој кој сака да му помогне. На дедов бивш колега уствари, сестра му е мажена у Турција. Контактиравме со него и преку него дознавме за Медикал Караджа дека имаат компанија во Велес. Со мој другар Никола, исто ко мене именјак, отидовме во Велес, се запознавме со Весна од Медикал Караджа Велес и за краток период успеавме да најдеме повише болници во Турција, али колку најдобра болница што ќе успее да ме излекува, ја најдовме Аџибаден. Имав малку потешкоти дека стигнат телефонските бројчиња, али добивме почетна фактура на 111.000 евра. Таму ги пративте снимките или беше? Да, пративме снимки. Што ти кажа од таму? Само ми рекол да прекинам терапијата и дека вторник имам закажано термин со најдобар доктор од болницата. Поново со пријателка наша од Македонија, мажена во Истанбул, стапивме во контакт, фала и она ја почна работава. За кратко време ние најдовме Аџибаден, Истанбул. Пративме потребно 5 скен снимки, извештај од тука, за многу краток рок, така договаравме ние. Дека мора похитно да го донесеме у Истанбул. Почетната фактура е 111.000 евра, што фактурата ќе се движи цело време, не се знае терапиите како ќе бидат, не се знае пред се состојбата дали ќе се деси ден, два, три пус да останам во склоп на болницата, спиењето, соба, болничка, такви работи. Тоа се си е пус, дотур на крв, нешто случајно ако треба, тоа е пус. Колку имаш ли увид колку е собрано до сега? За почеток имаме. Точна сума не знам да ви кажам. Точната сума А1 и Телекабел не се знае. Договорот е едниот на